Останува неизвестноста дали Прилеп ќе оди под карантин. По вчерашното вакво барање упатено до главниот кризен штаб и по одржувањето на денешната итна седница на општинскиот кризен штаб, прилепскиот градоначалник Илија Јовановски денеска ретерираше. Вели, тој побарал само по рестриктивни мерки, а конечната одлука која треба да биде донесена утре ја оставал на надлежните државни тела и органи. Ние не можеме да дадеме предлог. Ние даваме само насоки што треба да се направи во нашиот град. Сите овие случувања последниве 20 на дена, кога имаме голем број новозаболени, хоспитализирани, како што кажав, за жал и починати пациенти, ние бараме помош од главниот кризен штаб. Главниот кризен штаб заедно со Комисијата за заразни болести е тој што одлучува, тој ќе процени кои мерки ќе ги преземе. Не сакам да преюдицирам превреме, ќе ги очекуваме одговорите од главниот кризен штаб, така и ќе постапиме. Јовановски признава дека состојбата во Прилеп со безмалку 30 починати само во последниве 20 на дена и со по неколку десетици новозаразени секојдневно е повеќе од алармантна и загрижувачка. Затоа, покрај веќе досега користените рестриктивни мерки, сега во функција се ставаат и нови. Лекарски тимови ќе бидат регрутирани од редовите наматичните лекари, како и волонтери кои пак ќе се ангажираат преку спасителната служба Златоврв. Заради алармантната состојба и потребата од зголемен број на медицински персонал во инфективното одделение во Прилеп, општинскиот кризен штаб го задолжи председателот на Сдруженијето на матични лекари од нашиот град, почнувајќи од утре, да во наредниот период обезбеди по 2 тима составени од доктор и медицинска сестра, кои ќе волонтираат по систем на ротација во 2 и 3 смена во инфективното одделение во општата болница во Прилеп. Градоначалникот, кој самиот е лекар по професија и веќе се вклучи како припомош на своите колеги инфектолози, рече дека во моментов во 5 ковид оддели во Прилепската болница соодветно се третирале сите пациенти, независно од нивната возраст, но ја истакна и итната потреба од негуватели волонтери за хоспитализираните ковид пациенти. Инаку, градоначалникот Илија Јовановски го осуди за вчерашниот агресивен настап на неговиот колега, кој е прв човек на болницата, доктор Драган Богоевски, оценувајќи го како крајно недолично и недопустливо однесување за еден лекар и директор.